На овој крај го гледаме административскиот модул што општината си го поседува и право го контролира. Оние модули што се активни, нели во дадениот случај во Велес овие модули тука што ги гледаме се активни, овие доле нели не се активни. Значи врската на секоја општина е колку може толку ќе си приушти нели за одреден модул. Нели не мора сите наеднаш, може година за година модул по модул, два по два, не е битно кој како нели може со самите финансии, дека сепак е поврзано на крајот со финансии. Значи имаме улично осветлување, влези тука какви? Каде зумире тоа? А туи тука осветлување. Туи е специфично женаш. Кријам тука. Не. Влези тука. Збориме за уличното осветлување како сегмент каде што се контролира и гледа од тука, нели прегледна мапа со статуси, проценти и така натака. Имаме и табеларен приказ, или? Значи ова исто што го гледаме на мапа, го имаме и тука. Може да се програмираат и скеџулираат сите сијалици по групи, по сегменти, по единечно и така натака. Самиот систем кажува кога некоја сијалица има некој проблем или е расипана, веднаш дава аларм и тој човек што е одговорен, да речеме хаусмајстор, да објави он аларм на мобилниот телефон, дека таа сијалица број тој на тајата улица, нели треба да се таа сијалица смени, провери, направи и така натака. Сумарни извештаи за потрошувачка, детални извештаи, време исклученост за парно, значи буквално во ова мени кај сијалиците ги гледаме сите потребни работи што сакаме да ги гледаме. Тука се прават и во тие под менијата планери, значи како се направени планерите, значи ќе почне изгрее сонце, тој зајди сонце да почне 10, 20, 30, 50, за кој ќе дојде на 100% нели темницата и овие 100% се дигнат за да не биде непотребно одма на 100% палењето, него да биде постепено, а и гасењето може да се isprogramира, нели оно што реков, во 12 секоја втора, во 3 сат секоја трета, па после тоа кој ќе дојде изгледање на сонцето колега да се гаси. Значи тука се подесуваат. Вториот модул се изнајмување на различни типови на точаци, каде што се гледаат нели каде се точаците, црвените се изнајмени, зелените се слободни, како такви, а во извештаите од левата страна веќе гледаме нели во табеларен приказ што е издадено, што не е издадено, колку време е издадено, каде се наоѓа, да го заклучиме, отклучиме од тука, да пуштиме аларма ако сакаме и слично. Сумарни детални извештаи на трансакции, дека овој сегмент исто нели јавното предпријатие дел од општината ги надгледува на плаќањата што се случуваат, значи секој изнајмување кошта X пари. Значи тука се гледаат и финансиските сегменти, извештаи на аларми, кориснички информации, извршени команди, ако треба нешто, значи ова се работи кои што во секој случај општината ги контролира, а само овој модул па може јавното предпријатие да го гледа што ги стопанисува точаците, да речеме. Значи сепак самата општина си има и увид што се случува, а тој што го оперира ова, тоа јавно предпријатие, исто тоа си го гледа само овој модул, не ги гледа другите модули. Иди на клупите. Клупите како сегмент, значи кога ќе се постават, нели се гледа колку струја нели наполнено од сонце, колку струја потрошиле, колку пати луѓе се полнеле, жично, безжично, колку Wi-Fi корисници се качиле, колку интернет истрошили и така натака. Значи ова е чисто една визуална статистика, стиснене на клупа. Значи чисто само за незе, некоја друга да видите. Значи во моментот таму кај што клупот е 23 степени, влажност, искористен интернет, не искористиле се уште никој не се врзал, статус на батерија, колку пати се полнеле со USB, со бежично. Чисто една статистика да се види дека тоа што е направено има некаков фидбек, значи не е... Кој е ова? Ова е во Велес? Каде? Незеро. Незеро. А, Незеро, на езеро Младост. Може од центарот да проверите? Ајде? Толку, това. Некој ги користи. Бежиш 320, улица 220, 44 луѓе седнале. Океј, пак не е ништо, нели, рушење на приватност, ама бенефит од голема дека се случува нешто, нели? Дека се користи.
дека се користат. Потоа паркинзите, значи тука исто и ако се паркингот наплаќа, нели нормално се наплаќа веќе секој свет и треба да се наплаќа за да се натераат луѓето, нели наплаќањето не е да заработи општината пари, да речеме јавните пријатели дел општината, него наплаќањето да го натераш да не дојде со кола, да иде или со тошак или пешки или со градски јавен превоз и така натака. Сам секој свет идејата и на наплаќањето паркинг е таа. А тука се гледа, нели, што е зафатено, што е слободно, што е наплатено, колку е наплатено и така натака и така натака. Потоа имаме модул за чарџерите, да. Само се пак детални информации не навлагам во нив да не трошиме време, но табеларниме прикази. Ова се веќе увид на полначите, стисни на полначите сна. Не на тој. Лево, тој опис. Таму. Тука сега има поише полначи, се гледа кој полнач каде е, дали е зафатен, ако е црвен е зафатен, ако е зелен е слободен. И извештаите за полни. Како? Да, за електрични инсталирани. Не, има еден инсталиран изоромар. Тие четирите сега треба да се монтираат. Сега, дека беше со локациите, треба да се изберат добри локации, не е само да се стават, да се пристапни или така натака. Контејнерите, нели, кај се што се исполнетост и слично. Моментална температура внатре, тој истиот сензор кој ќе дигне температура над 60 степени веќе е некој на пожар, нели, и слично. И веќе во извештајите има, нели, се испразнил кога, значи цела историја што се случува, да не испадне дека граѓаните викаат е полн или празен, испразен, не испразен, тука се гледа точно како се полнел, како се испразнил, кога се испразнил и така натака. Значи имаме и на некој начин на транспарентност, за да не видиме ни граѓаните, ни општината изманипулира некој од некого. Да речеме, сите, да. Тотемите, како сегмент за информирање на граѓаните за различни работи, значи, и нормално може да се користи за маркетинг, за дополнителен приход, или кога информираш граѓаните за настани во градот, да речеме, тоа е една работа, а друго е, ако некоја фирма сака да се рекламира плюс во тие циклуси или кога врти екранот, па да заработи нешто екстра плюс јавно предпријатие, каде што може нормално да го зголеми бројот. Сега има 5 екрани, да речеме, какви тотеми за година две, например, што е 5 тие дополнителни приходи како такви. Тука се сетираат фотографии, во следното мени листа на видеа, а во програма тука се сетираат програмите виде, слика, колку време, па видео, па слика и така натака. Значи многу едноставно, неколку клика се случува и во подесување кој каде е дисплејот и битен е звукот. Дали сакаме да има звук или не сакаме. Ако сакаме да има звук, да поставиме време кога да се уклучи и кога се исклучи звукот, за да не смета на околината, зашто може да е во населено место, нели, самиот дисплеј, и да после 10 саат, сега тука е ставено 18, али до 22 више да нема, после 22 да нема звук, него да вртат само слики, за да не смета на околината. Следното е градскиот превоз. Тука се поставуваат сите линии, какви да се градски, меѓуградски и така натака. Кажи само значи, ова зеленото што гледаме како се таа рута овој автобус што ја вози, како ја гридска, нели тоа таму светлото не е довозено, значи ова е сега моментално таму, а овој е до тука стигна, до Житовардар станицата, да речеме. И сега ова е увид фактички на самата општина што се случува со јавниот превоз и со сите автобуси. Тргнал на време, не тргнал на време, стигнал на време на таа станица, ја завршил таа рута и така натака. А од друга страна во возен ред лево, тука се поставуваат сите возни редови, нели, за цела недела, за цел месец, за цело година, не е битно како што. Значи се поставуваат како секоја една линија треба уствари да функционира, за да системот после рече нели, функционирало или не функционирало, а од друга страна има и GPS во самиот автобус, да тоа што се случува на лице место во живо да се потврди и поврзе како што треба.
Сега тие се тие модули во моментов кои што се присутни,